Хеј, здраво, како сте, фанови на Мистер Бренд кујната? Еве не со нов рецепт и морам одма да ви се пофалам, ова е моето ремек дело. Конечно успеав да направам шо? Шампита! Кога бев војник во Белград, нон-стоп ја јадев. Таму се по 20 сантима големи, ама и ова е доволно што го направи, стварно сум презадоволен. Многу захтевен, многу тежок, навидум едноставен, но многу ме измачи, меѓутоа успеав да ја направам и сум многу среќен. Сега, како оди припремата? Се прави пандиспан. Пандиспанот е 5 пута 6, значи 6 јајца, 6 лажици големи шеќер, 6 лажици големи млеко, 6 лажици големи зејтин, 6 лажици големи брашно и сето тоа се замешува, се додава прашок за печиво и можете малку и ванилин шеќер. Се пече на меко, 10 до 15 минути пандиспан да се направи. После тоа се вадат 6 белки, се матат со 6 лажици шеќер, убаво тоа да стегне. Од кога ќе се измати, се прави посебно сируп, 10 лажици вода, 11 лажици шеќер, да дојде до ситуација на згуснување како мед, фактички почеток на кармелизирање, врелок. И додека тоа го правите, не смеете да оманете, значи истурате од врелиот шербет у шамот што сте го правиле и на најбрзо го уклучувате миксерот и тој врти, за да може да ја стегне и дава сјај многу добар и да ја стегне, еве, масата како шо е оваа, гледате како желе е стегнато, тоа е фактички шампитата. Значи, десерт што изумира и многу ми е криво, го нема веќе по сладкарите, кога одам у сладкарница, прво барам шампита, викаат нема, не правиме, сега тек дознавам зошто, значи, сладкарството е многу поголема мајсторија од кулинарството, дефинитивно. Ништо останува сега, еве, да пресечам јас едно парче и да дегустираме од мојата шампита. Многу ми беше тешко приликом спремањето, меѓутоа, ете, дефинитивно успеав. Еве, како сето тоа изгледа, сега можете да ја видите, еве го и пандиспанот, инаку тоа е дефинитивно најдобриот рецепт за пандиспан, и многу е вкусен, и многу е добар, и многу е дефинитивно квалитетен. Еве вака сега, можете одозгора да додадете рендано чоколадо, за да изгледа вака како текстура. Навистина захтевна работа, меѓутоа успеав и многу ми е драго. Ова е мојот најголем кулинарски успех досега. Погледнете, еве. Значи, сега останува само уште да дегустираме, да видиме што сме направиле. Гледате како се тресе. Исто вака како го знаете витот за Чак Норис, кога ќе го отворил фрижидерот, желето вака се тресело, значи сега ќе испадне, кога ќе го види шампитата Чак Норис, еве вака се тресе. Гледате како, ајде. И на крај, кога само киде целосно готов, одозгора за шмек ставате лимун, одозгора. Не случајно да ставите лимун пред да почнете да матите, нема да ви се стегне шамот. И треба да пазите
Кога правите сиропот, мора да биде врел жежок, одма го вадите од оган и право почнувате полека да ставате у шамот и полека на најбрзо, не полека, него на најбрзо миксерот да мати, а најполека што може да се става сиропот у шамот и тогаш го имаме, еве, овој ефект да стане ова е шам да стане еве вако стегнат. Многу е вкусно, многу убаво. Направите си го дома, што да ви кажам. Уживајте, тоа е. Конечно дојдовме и до Шампита. Фала ви на извонредната поддршка што имаме. 60.000 прегледи на Reels. Само уште 17 мемберси ни требаат, членови на YouTube, да почнеме да стримаме во живо. Влезете на каналот на Мистер Бренд, станете член и ќе има уште многу изненадувања од нас. За крај, не заборавајте, ако имате замастен дроб, значи гроздов маџун, тој кавадаречкиот што е познатиот, за енергија и за сила, чајот ѓумбир. И немојте да заборавате, кога ќе станете од спиење, одма чаша вода. Водата ги раздвижува органите, посебно желудникот. И така ви дава почеток на денот како што треба. Фала ви многу, уште еднаш морам да ја покажам. Моето ремек дело, Шампита. Ајде, поздрав, наредната што ќе ја правиме, ќе биде 20 сантима, ви гарантирам. Поздрав од Мистер Бренд и се гледаме. Влезете на каналот на YouTube. Ајде, поздрав, бај!